Сопругот како инспирација да создадеше дело за кое пред се е потребна храброст, а со кое ќе се вброиш во само 10% од сатиричарите на Балканот кои напишале и објавиле свои дела со еротски афоризми. Но за Ленче Стоименова од Кочани пишувањето за најинтимните работи од 4-деценискиот брак со нејзиниот сопруг е плод на големата љубов и силната взаемна подршка што секојдневно си ја даваат еден на друг. Многу ми е мило што сум поново во Домот на културата Тош Арсов во Виница. Имаме многу убава соработка и затоа и ова се случува токму пред денот на Свети Трифон или денот Свети Валентајн, денот на љубовта. Се работи за збирка на афоризми која содржи близу 400 афоризми, се на една тема, мојот сопруг. Вакви книги се многу ретки. Може би затоа што многу малку се жени афористичари, а уште повеќе оние што пишуваат афоризми, може би ради своите сопрузи не би ни смели да пишуваат такви афоризми. И јас имам таа среќа што си имам сопруг кој ми е многу инспиративен за таа работа и секој ден се раѓа по некој афоризам. На почетокот тоа беше сосема случајно и може би на шала, но на крај излезе една многу убава книга Обесено на врат. Ова ми е 8-ма авторска книга, меѓу кои 2 романи, приказни за деца, поезија за деца и возрастни и претежно афоризми, бидејќи по душа и срце сум афористичар. На младите по повод утрешниот ден Свети Валентајн им посакувам многу љубов, да се сакаат и само љубов. На повозрастните да си го закроат лозјето, да им добро роди грозјето, да им биде добра ракијата и виното и да им биде весело и се на песна. Ретко кој смее, знае и има храброст машко-женските односи да ги разголи од сатиричен аспект, а при тоа да не ја згази онаа тенка нишка меѓу еротиката и вулгарноста, вели рецензентот на книгата Миле Ѓоргиевски. Еротскиот афоризам е специфична форма на афоризам и е доста помалку застапен. Процентуално не верувам дека ни 10% во целокупното творештво, како на македонската, така на балканската, па и на светската сатира. Еротскиот афоризам е малку по-специфична форма за разлика од обичниот афоризам. Па дури онај вистински прав еротски афоризам, кој е чиста литература, е доста малку застапен, бидејќи многу ризично е пишувањето на еротски афоризам, односно да биде еротскиот афоризам литература, а не да помине во некоја си порнографија или во некои несакани други правци. Ние имаме многу малку, јас по моја оценка има доста многу малку книги, прибидејќи јас правев и некои антологии на еротски афоризам, како што е Будење на петелот и На врвот од вулканот. Сена се мислам дека преку сила има околу 10 книги со еротски афоризам. Мене ми е чест како рецензент на книгата на Ленче Стоименова, што ете и таа дојде во тоа одбрано друштво на луѓе кои негуваат, на сатиричари, афористичари кои негуваат еротски афоризам, и посакувам на Ленче уште многу книги од областта на еротскиот или афоризмот за машко-женски односи. Но им посакувам и на другите афористичари да се одважат, да се охрабрат и да пишуваат повеќе еротски афоризми. Благодарност до Домот на културата Тош Арсов Виница, до Ин Виница Веритас, до Собранието на општина Виница, до градоначалникот господинот Ивица Димитров за се она што го прават за сатирата. Целиот настан беше најизменична музичко-сатирична комбинација во организација на Домот на културата Тош Арсов Виница, а в петок на 15 февруари на покана на општина Виница гостува познатиот македонски поет Никола Маџиров, како и уште неколку звучни имиња од македонската поетска сцена. Сите овие настани општина Виница и Домот на културата ги организираат во чест на празникот Свети Трифун.